Пробиштип и на минус температура сме собрани тука и мислам дека и на последниот скептик во Пробиштип оваа вечер му е совршено јасно дека ВМРО ДПМН не само што повторно ќе однесе победата во Пробиштип, туку таа победа ќе биде најголема од било кога досега. Му благодарам на премиерот Димитриев за прецизниот исказ за се она што владата на Република Македонија го направила за Пробиштип и за сето она што планира да го направи за Пробиштип. И му благодарам за една реченица која што ја кажа, а таа реченица беше дека во Пробиштип се гради и се создава само кога ВМРО ДПМН е на власт. Тоа е совршено точно, но дозволете ми да го проширам и да го дообјаснам. Во Источна Македонија, во цела Источна Македонија се гради и се создава само кога ВМРО ДПМН е на власт. Кога ВМРО не е на власт, Источна Македонија е заборавена, Источна Македонија е отфрлена, Источна Македонија е запустена. Се сеќавате вие подобро дека во Источна Македонија не можеше да се помисли на автопат, не можеше да се помисли на експресни патишта, не можеше да се помисли на универзитет, не можеше да се помисли на инвестиции во здравство, на клиничка болница. Денеска сето тоа едно по едно станува реалност за Источна Македонија. Велиме вака: исправаме историска неправда спрема граѓаните од Источна Македонија. Заради тоа што, ако може да има автопати во Западна Македонија, мора да има и во Источна Македонија. Ако може да има клинички болници во Западна Македонија, мора да има и во Источна Македонија. Ако може да има универзитети во Западна Македонија, мора да има и во Источна Македонија. И на сето тоа, упорно, енергично, со многу работа и со огромни инвестиции во последниот период се работи. Само накратко, се гради првиот автопат во Источна Македонија од Скопје за Штип, кој што многу ќе значи и за граѓаните на Штип, но многу повеќе ќе значи и за сите граѓани на Источна Македонија. Патувањето до Скопје, близината до Скопје ќе биде скратено за повеќе од 40 километри и за околу 40 минути. Се изгради експресниот пат од Штип кон Велес. Многу наскоро ќе почне со изградба експресниот пат од Штип, Пробиштип, Кочани, Штип, Радовиш, Ранковце, Крива Паланка. Се основаше универзитет во Источна Македонија со седиште во градот Штип, но универзитет кој што зафаќа во својата работа повеќе од 15-16 илјади наши млади деца од Источна Македонија. Вие добро памтите дека пред 10 години, прво, многу беше поскапо да се студира во Скопје, второ, повеќе од пола од нашите млади генерации ни заминуваа во Стара Загора, во Пловдив, во Благоевград, во Варна, во Бургас, во Софија. Денеска имаме универзитет на само 20-30 километри од тука, и тоа универзитет кој што по својот квалитет е прогласен за втор по квалитет во Република Македонија. Дополнително, во Источна Македонија, владата вложи огромни напори за рестартирање на големи капацитети, за инвестиции на странски фирми во отворање на фабрики. Тоа го гледате во Пробиштип, но го имаме и во Виница, го имаме во Кочани, го имаме во Штип, го имаме во Велес. Во следниот период ќе работиме и целиот тој развој да го дисперзираме колку што можеме повеќе и да ги зафатиме и најмалите и најдалечните места од нашата убава патриотска Источна Македонија. Заради тоа што овој дел од Македонија е кичмата која што никој не може да ја превитка. Овој дел е патриотскиот дел на Македонија кој што секогаш досега покажал и докажал дека ќе стои цврсто на браникот на Македонија. Затоа овие денови кога не убедуваат дека може би треба да размислиме да воведеме двојазичност или дека треба да го промениме нашиот устав, да го прошириме Охридскиот рамковен договор или да ја направиме Република Македонија бинационална држава по моделот на Швајцарија со многу кантони и федерални единици.
Истокот на Македонија, од секое село, од секој град упатува јасна порака. Истокот е обединет како никогаш досега во одбрана на суверенитетот, самостојноста и единственоста на Република Македонија. Почитувани присутни, сакам да ве замолам две работи. Останаа само уште 7-8 дена до најзначајниот датум во поновата историја на Македонија. Датум кога ќе утврдиме не само кој ќе владее со Македонија во следните 4 години, туку датум кога ќе утврдиме каква Македонија ќе имаме во следните децении. Сакам да ве замолам да тропнете на врата на секој граѓанин на Пробишти, да го замолите и да го прашате дали судбината на неговите деца, судбината на неговите поколенија, судбината на неговите внуци е помалку важна од политичката иднина и од политичката судбина на Зоран Заев. Заради тоа што нема човек во оваа држава гласал за ВМРО, гласал за СДСМ или за било која друга партија, што на овие избори не треба два пати да размисли и да рече: на овие избори не гласаме за партии. Овие избори не се избори. Овие избори се референдум за Македонија, референдум за унитарноста на државата и за единството на државата. Заради тоа што го слушавме Зоран Заев што се ветуваше на албанската диаспора во Швајцарија. И заради сето тоа ние имаме обврска да застанеме цврсто и да се спротивставиме. Да кажеме дека ние како народ немаме што повеќе да дадеме. Се што можеле да ни земат низ годините наназад, ни земале и едни, и други, и трети. Ова е мало парче земја каде што сме успеале да направиме своја држава. И ќе кажеме јасно и гласно: немаме намера да отстапиме заради тоа што немаме намера што повеќе да дадеме. Република Македонија е држава која што ги исполнува највисоките европски стандарди во однос на правата на сите малцинства. Чешки и дај Боже и нашите околни држави и сите држави на Балканот да ги исполнуваа стандардите колку што ги исполнува Република Македонија. Така целиот Балкан ќе беше многу подобро место за живење во кое што ќе се признаваа и јазици, и народи, и имиња и се што друго е потребно. Затоа, почитувани граѓани, уште една молба, втората молба, а тоа е до сите оние кои што можеби размислувале да гласаат за некој од помалите политички партии. Да ги подсетиме јасно и гласно дека оние помали политички партии кои што денеска можете да ги пронајдете на гласачкото ливче, сите тие, од прв до последен, беа рамо до рамо со Зоран Заев во минатите 2 години во обитот да се дестабилизира и да се сруши Република Македонија. Затоа гласањето за било која од помалите политички партии, покрај тоа што е фрлање во вода на вашиот глас, е и гласање за Зоран Заев. Глас за малите партии е и глас за Зоран Заев. Затоа, нови избори, немаме многу алтернативи, немаме 3, немаме 2, имаме една алтернатива. Алтернативата е да излеземе на 11 декември и да гласаме за бројот 1 како на референдум. Да сте живи и здрави, да живее Пробишти, да ни е горд и силен верниот исток на Македонија, да живее суверена, унитарна и единствена Македонија. Ви благодарам.